Очигледен пресврт во надворешната политика е резултатот од првите 100 дена со кој се пофали шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, воедно затворајќи го серијалот отчети на новата влада. Според министерот за надворешни работи, македонската позиција е зајакната, имиџот на земјата е подобрен, приоритетите се нови и се насе Македонија започнува да наликува на европска демократија со среќни граѓани. Ги заекнуваме пријателствата, ги обновуваме и истакнуваме нови пријатели. Го враќаме имиџот на онаа Македонија која ќе работи на себе за да биде подобра. Сакаме Македонија да е модерна, земја која го привлекува вниманието со добри вести. Држава со имидж и со суштина на европска демократија, атрактивна за живот и работа, земја на среќни граѓани. Што се однесува до патот преку кој Македонија стигнала до очигледните дипломатски успеси, министерот вели и дека е свесен за концесиите. Најлесно е да не се чепкаат тешките теми, како и да е според Димитров, политиката подразбира преземање иницијатива и одговорност за нерешавање на проблемите и за пропуштените шанси. Во оваа насока, додава Димитров, владата би разговарала за се освен за идентитетот, дури и за најчувствителните прашања, а ќе успееме само ако сме подготвени да ја слушаме и другата страна. Јас не сум историчар, меѓутоа сум син на дете бегалец, кој што татко ми е дојден во Република Македонија по граѓанската војна во Грција во 1948 година. Ако сакаме да ги отвориме, да ги разбремениме односите и да отвориме поголем простор за соработка, не знам зошто би имале толку страв да видиме каков е историскиот наратив во Грција за нас и каков е наративот кај нас за Грција, за балканските војни, за улогата на трети сили и така натаму. Мислам дека од разговор не треба да се плашиме. Се разбира, знаејќи што сакаме, знаејќи што бараме и така натаму. Прашање. И многу е важно да продолжиме со овој процес на зближување, разбирање на главните грижи од наша страна, на главните грижи од нивна страна. Јасно е дека, како што тоа на неколку пати го чув, во делот на иридентизмот, на Грција и пречи кога се објавуваат мапи со Република Македонија што зафаќаат и делови од Република Грција. Како што и нас не пречи кога мапи на други држави навлегуваат во наша територија. Како што ние го разбираме тој проблем и таа грижа во Атина, исто така верувам и се надевам дека и во Атина ќе разберат дека не е историски соодветно, би рекол, во Европа во 2017 година да се оспорува идентитет на својот сосед. Димитров исклучува посредување на земјите од регионот во спорот за името со Грција, затоа што прашањето е билатерално, посочувајќи дека престојната регионална средба во Солун, на која ќе учествуваат и министрите за надворешни работи од Албанија и од Бугарија, ќе биде фокусирана на енергетската, економската и на регионалната соработка.